Добро вечер, доктор Шахпаска. Вие сте дел од синџирот на здравствени услуги во општина Берово, меѓутоа и пошироко. Познати сте како интелектуалец и хуманист кој што сака да помогне на секој човек. Затоа би ве прашал, која е господја Шахпаска? Што работи господја Шахпаска? Колку смета дека таа придонесува да се напредува здравјето на жените, пред се на жените во социјален ризик? Добро вечер. Јас сум доктор Јагода Шахпаска, специјалист по интерна медицина. Работам во сега веќе 2 месеци во собствена приватна ординација по интерна медицина во Берово. После мојот, да речем, 10-годишен интензивен ангажман во политиката и после престојот и животот во Скопје, одлучив својата професионална кариера да ја проложам во една мала средина, како што е општина Берово, Малешевијата, имајќи го во предвид фактот дека лекарите како професија се помалку и помалку ги има во, да речем, во најоддалечените места во државата. И сметам дека мојата специјалност како интернист најмногу ќе одговори на потребите на граѓаните, знаејќи дека стара популација останува да живее во овие мали места. Свесна сум за ризиците со кои што се предизвиците со кои што се соочувам враќајќи се тука, недостатоците, оддалеченоста од првата болница која е во Кочани, односно во Штип цели 90 километри и е потребно пациентот да се подготви па да се транспортира. Меѓутоа од друга страна пак хуманите, човечките побуди да се помага на луѓето во најтешки моменти во местото на живење. И тоа е согласно уставната одредба. Ние се залагаме за високо професионална, квалитетна здравствена заштита на сите нивоа. И ценам дека мојот придонес како специјалист по интерна медицина во оваа средина и како е значаен. Од друга страна, преку сето она што го осознав како проблеми на граѓаните во политиката, особено ранливите категории на граѓани, пред се тука мислам на жените, затоа што многу е покомплициран, многу е потежок животот на жените, многу е помалку еманципирана жената која што живее во рурална средина, многу е помал пристапот кон сите услуги кои што ги уживаат жените во поголемите средини. Сметам дека треба да се поработи и во тој аспект и заедно со сите колеги кои што се наоѓаат тука работиме во правец на задоволување на нивните основни потреби. Она што ценам дека исто така многу значено е подигањето на свеста за да жените во руралните средини, во малите места да ги осознаат своите права, да знаат за своите слободи, да знаат како да препознаат насилство во своето семејство, на работното место, во средината, во градот, во училиштата, односно секој вид на насилство да биде точно препознат за да можат да реагираат и на некој начин да им овозможиме да се поврзат, да се вмрежат, за да можат заеднички да ги споделуваат своите искуства, заеднички да преку споделување на тие искуства и со помош, пред се тука гледам помошта ваша на невладиниот сектор и нас како професионалци од одредени области, да доведеме до нивно јакнење, со една единствена цел да им го олесниме и подобриме пристапот како до здравствена заштита, така до совети за сопственото здравје, така со совети за нивна еманципација, започнување на сопствени работи, пристапот до здравствена заштита, пристапот до социјална заштита, нивните права, односно можноста за да создадат услови да имаат сопствена заработувачка, да имаат економска независност, за да можат да уживаат како сите слободни граѓани на едно демократско општество, кон што се стремим. Така. Логично да се постават и прашањата затоа што зборувавте за хуманост и за одредени принципи на живење. Кај нас системот на здравствена заштита е поставен врз основа на солидарност. Колку реално е солидарен здравствениот систем? Колку обезбедува еднаков пристап до здравствените сервиси и колку програмите кои што ги креира владата или превентивните здравствени програми се достапни за ранливите категории жени? Јас мислам дека ние сме пред се социјална држава. Ние сме држава која што има среден до кон низок, да речем, семен приход во форма на плата која што влегува во секое семејство и од тука пристапот, влезот во системот на здравствена заштита е точно преку елементарната здравствена заштита на најниското ниво. И во политиката, и како човек се залагам за јакнење на системот на здравствена заштита, меѓутоа јавниот, кој што е достапен на сите. Сега ќе излезе дека сум малку контрадикторна, затоа што сега почнав своја приватна пракса. Меѓутоа, влезот на сите граѓани е точно преку јавното здравство. Министерството за здравство секоја година во својот буџет планира одредени превентивни програми во кои што како држава со
Не, да речам, не сме ние богата држава за да може да одговори на потребите на сите граѓани, меѓутоа кога и тие програми, средствата кои што се предвидени во тие програми, кога наменски би се користеле за тоа за што сте изгласани при носењето на буџетот, секако дека ќе им го лесниме пристапот на граѓаните до здравствена заштита. Јас сведочев дека дел од тие превентивни програми, особено за мајки и за деца, во 2012 година биле пренасочени во некоја друга ставка, согласно потребите на Министерството и нивната проценка, со ребалансот се преместени од таа програма во друга програма. Таа година се соочивме со највисока доенечка смртност. Значи, секој здравствен денар кој што е вложен во превенција, заштедува во вкупните средства 10-кратно повеќе средства кои би биле потрошени за лекување на пациентите. И од тука пристапот до квалитетна здравствена заштита за жените во руралните средини мора да има пристап до гинеколошки услуги. Зошто? Затоа што едно патување во услови кога нема јавен превоз, кога такси превозот е премногу скап, кога не можат сите да си го дозволат тоа, нас не е неопходно да имаме сите профили на специјалности на доктори во базата, во средината, почнувајќи од гинеколог, мојата специјалност интерна медицина, специјалисти по очни болести, присуство на психолози, на советувалишта, значи логопеди, се што треба да ги задоволи потребите на жените. Да имаме квалитетна детска заштита со градинки кои што ќе ги прифаќаат децата и особено децата во социјален ризик, зашто мора да се пофалиме дека како ретко која земја, кај нас голем дел од децата од семејствата во социјален ризик имаат бесплатно сместување во детските градинки. Тоа дава простор на нивните мајки да се посветат на себе си, на своје или усовршување или собствена работа за да станат независни. Така, вие сте изберен едукатор во Берово од страна на вашите пациенти, односно на жителките на Берово. Веќе одржавме 2 работилници, на прак сме на третата. Согласно искуството што ги имате од овие 2 работилници и близината која што имате со пациентите, затоа што пациент е секој и здраво и болно лице или си кој е потенцијален пациент, кое е вашето мислење? Дали реално жените во социјален ризик, согласно нивните изјави, реално го уживаат правото на здравје или правото на здравје е привилегија само на богатите жени? Би рекла дека вашето прашање може да се одговори на 2 начини. Дека да, како што се движат работите, трендот, светскиот тренд на некој начин е дека правото на здравствена заштита, односно уживањето на во најквалитетните здравствени услуги станува привилегија на луѓето кои што можат тоа да си го платат. Меѓутоа, моето искуство како лекар кој што 32 години, јас работам 32 години во овој крај и во политиката кога бев доаѓав и работев со пациентите за викенди, многу убаво ги познавам луѓето што живеат тука. Сепак, можеби зависи многу и од човечкиот фактор, од профилот на личноста на секој поединец давател на здравствена услуга и неговата желба да им помогне на жените кои што тука работат. Верувам, мислам, сега во овој период, изминатиот период, да, имавме квалитетни услуги достапни, но од друга страна, преку овие 2 работилници, пак поразителен ми е фактот и сознанието дека се уште жените не се доволно свесни и не се доволно упатени кои се опасности демнат ако не се јавуваат на редовни лекарски прегледи, и тоа се точно оние жени кои што припаѓаат во таа ранлива категорија на граѓани. Дали се семејства во социјален ризик, дали се семејства со семејно наследство, дали се работи за во Берово, не би рекла дека ромската популација е дискриминирана затоа што и како се инклудирани во живењето во градот. Во сите сфери има вработени во сите структури, но сепак се тие жени за оглед на образовните квалификации можеби поранливи од останатите. Сознав дека се уште немаат доволно јасна представа ниту за нивните права, ниту за потребите за одење на редовни лекарски прегледи со цел да се санираат оние состојби, да се превенираат кои што понатаму сериозно би го загрозиле нивното здравје. Говоревме за карцином на грлото на матката, говоревме за карцином на дојка, говоревме за предизвиците од неправилниот начин на исхрана, физичката слаба активност, појавата на преддиабет, појава на диабет. Тука би сакала да истакнам дека секоја година, од кога сум вратена како специјалист по интерна медицина од 2007 година, секоја година на Светскиот ден на диабетот одржувам предавања на граѓани за да ја подигнам нивната свест и како да ги препознаат симптомите за шеќерна болест.
Од кога се вратив од политика последните 3 години, од 22 година, во соработка со образовните институции, со гимназијата, организираме секоја година на 1 декември предавање на Светскиот ден за ХИВ-СИДА, со цел да младите ги едуцираме како треба да се однесуваат за да не се да не бидат изложени на опасноста да се инфицираат со ХИВ вирусот. Тоа е мојот индивидуален придонес како поединец. Меѓутоа, јас би сакала да охрабрам и повеќе мои колеги да размислуваат на таков начин. Не е смислата на работата со луѓето секогаш финансискиот надомест, туку подигањето на свеста. Полесно е кога работиме со здрави луѓе. Полесно е кога работиме превентива отколку кога работиме куратива, односно лекување на пациенти. Затоа што е тоа поскапо и за пациентите, затоа што е поскапо и за докторите кои што треба повеќе средства да трошат за нив и генерално како држава треба да се потрошат многу повеќе средства. Сценам дека поголем број на лекарите кои што се тука Берово се уште имаме, да речам, еден задоволителен број на доктори кои што можат да одговорат на тие потреби, меѓутоа веќе следните 3-4 години ќе имаме сериозен одлив на искусни лекари кои што ќе заминат во пензија, ќе бидеме соочени со недостаток на гинеколог, ќе недостасува педијатар, понатаму ќе недостасуваат специјалисти од други профили кои што се неопходни, веќе нема учен лекар во Берово, така да и како општество, и како Министерство за здравство, и вие како невладин сектор, сите заеднички треба да вршиме притисок за да бидеме во базата и да одговориме непосредно на потребите на граѓаните, на ранливите пред се граѓани. Затоа што лесно е на некој граѓанин од Скопје да отиде на преглед во клинички центар или во било која од градските болници. Меѓутоа вие еден човек од Берово да тргне треба да ангажира некој придружник со себе. Треба да плати приватен превоз затоа што тие превозници имаат лимитиран број на патници што можат да пренесат. Па да дојде во клинички центар и оттаму да биде вратен или да биде препратен на друго испитување за да дојде следниот ден. Точно заради тоа решив да се вратам и да бидам тука и да им ги пружам услугите за кои што сум јас квалификувана во еден обем кој што е задоволителен за да одговори на нивните првични потреби. Така, за крај имаме уште само 2 прашања, односно од вас очекуваме одговор на следни 2 прашања. Кои се вашите препораки согласно самите ваши изјави дека превентивата е исклучително важна во делот на одржување на здравието на самите жени, односно дали треба да се донесат програми кои што ќе бидат соодветни на потребите на жените, еве да речеме согласно последното изјава на Министерство за здравство, ако вие велите дека треба жената секоја година да направи ПАП тест, за да испадне дека е доволно еднаш на 3 години да направи жената ПАП тест. Тоа е малку контрадикторно. И второто прашање е како да ги мотивираме младите доктори да останат, да творат во една општина како што е Берово, во кое што немаме автобуски превоз, економски развој, приватни субјекти, а тоа значи недоволен број на пациенти, тоа значи неквалитетен живот, односно недоволно приходи за самите лекари. Во делот на превенцијата, во превентивните програми, Министерството за здравство треба да си проектира во колку обем, колку средства треба да се распределат, меѓутоа тоа да биде на еден правичен начин согласно бројот на жители и согласно спецификите на населението кој што живее во една средина. Не се исти потребите на граѓаните во Берово како и потребите на граѓаните во Скопје, заради самиот пристап до здравствена заштита. Значи, подигање на свеста кај граѓаните преку вакви едукативни работилници, преку промотивни програми. Ние тука немаме локален медиум. Не се социјалните мрежи секогаш најдобриот показател за тоа што треба и како треба да се советува. Доаѓање редовно на лекарски прегледи, минимум еднаш во годината секој човек треба да се јави на лекарски преглед. Тоа е елементарна здравствена култура која секој треба, грижејќи се за сопственото здравје, да ја практикува. Понатаму во вториот дел од прашањето ме прашавте за како да ги мотивираме здравствените работници. Секако првиот и основен мотив финансискиот надомест. Можноста да се специјализираат во специјализации кои што се потребни, не само неатрактивни, но потребни во средините во кои што живеат, кои што се најдалеку од градските подречја, од средините каде што има клинички или универзитетски болнички центри. Гарантирање дека
капитациониот бод, односно наградувањето од страна на Министерството за здравство преку Фондот за здравствено осигурување не може да биде исто во Скопје и во рурална средина, затоа што тука прво бројот на пациенти е помал, меѓутоа ако тргнеме од фактот дека од Берово до Двориште има 20 километри или од Пехчево до Панчарево има исто така 20 на километри, тоа зборува дека овде има мал број на жители кои што се дисперзирани во еден широк диапазон и од тука свесно Министерството треба да ги финансира активностите и услугите на овие граѓани, на овие медицински здравствени работници да бидат подобро платени, затоа што се поврзани со различни предизвици отколку во големите градови. И од друга страна, постоењето, одржливоста на итна медицинска помош, независно од бројот на услуги кои што ги фактурира секоја итна медицинска помош од здравствените домови на ова подрачје, јако е мал бројот, но заради тоа што е голема географската расширеност на населението кое што живее тука, мора да останат тие служби во склоп на здравствените домови како елементарен, основен систем преку кој секој граѓанин влегува во системот на здравствена заштита. Госпоѓо Шекпаска, ви благодарим уште еднаш. Благодарам.